Близу 3 милиони денари е инвестицијата во подобрување на енергетска ефикасност во општината и грејење во основното училиште Гоце Делчев, а се во стратешка определба на државата за борба со загадувањето и дишење чист воздух. Увид во реализацијата и имплементацијата на овие две инвестиции преку Генералниот секретаријат на владата денес изврши заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, која посети општината, основното училиште Гоце Делчев и детската градинка. Да изразам задоволство што денеска во општина Виница сведоци сме на имплементација на активностите во рамки на планот за чист воздух од една страна, каде што со средства во висина од 1,5 милиони денари се интервенира во замена на грејењето во основното училиште Гоце Делчев и во интервенција во енергетската ефикасност во општинската зграда, која што е многу повеќе од општинска зграда, веќе повеќе државни институции се таму подрачни единици сместени. Таму инвестицијата е од прилика околу 1,3 милиони денари. Сите пресметки кажуваат дека со овие примени, овие мерки ќе штедиме и на буџетот. 30% се намалува во случајот на енергетска ефикасност она што ќе биде трошоци од страна на општината и на другите институции, а да не зборувам за замената на емисиите наместо на дрва. Тоа ќе бидат инвертори и пумпи кои што апсолутно не загадуваат. Како што најави Макрадули, 2020 година за Виница се отвара можност за поврзување со пречистителната станица во Мојанци, а преку програмите на Министерството за животна средина и просторно планирање ќе може да се реализира уште еден значаен проект. Зборуваме и за Осоговските планини како заштитено подрачје. И заштитените подрачја, тоа е еден од приоритетите и она што и вчера се случи во Министерството за животна средина со помош на Швајцарската конфедерација, а тоа е поврзување на Виница со пречистителната станица во Кочани, објект започнат во 2017 година од кога дојде оваа влада, отворен од оваа влада со помош реков на Швајцарската конфедерација и мислам дека еден од главните приоритети ќе биде Виница да го поврземе во системот на пречистителната станица и на тој начин да донесеме за заштита на животна средина. Се разбира, програмите кои што стојат за води, ќе се обидеме да финансираме еден проект за заштита на коритото овде во Виници, на тој начин да придонесеме и во делот на води за заштита на животна средина. Општина Виница доби комплетно нова столарија, замена на постоечките врати и прозорци, која е во тек. А во училиштето Гоце Делчев се монтираат 12 инвертер клими, а се во рамките на програмата за намалување на аерозагадувањето.